Советот на Пелагонискиот плански регион, составен од градоначалниците на 9 општини, на денешната средба го разгледа извештајот за работа на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за минатата, како и планираните активности за работа на овој центар за следната 2011 година. Градоначалникот, председател на Советот на регионот, членува и во Националниот совет за регионите, каде се разгледуваат сите предлози доставени од овој центар. Мислам дека имаме одлична програма и мислам дека со веќе воспоставениот Центар за развој на Пелагонискиот плански регион направивме неколку успешни потези, со кои што не само што веднаш сме во чекор со останатите, туку за неколку потези сме навистина напред и нашиот успешен пример веќе се презентира на повеќе места. Убеден сум денеска дека ќе го прифатиме годишниот извештај и убеден сум дека исто така ќе прифатиме и предлог програмата која што треба да ја доставиме до Националниот совет. На денешната средба беше разгледано и барањето на развојната агенција Пелагонија Преда, која побара да биде ослободена од обврските на основачите, односно истите 9 градоначалници од регионот. Ние ги замоливме да достават извештаи. Знаете дека Преда беше со поддршка на општините и со поддршка од финансиски средства на швајцарската амбасада и швајцарската агенција за развој, со тоа што тие веќе планираат, значи за Преда зборувам, да се осамостојат и понатаму едноставно да не се дуплираат со она што е Центарот за развој на регионот. Бидејќи навистина единствен регион бевме каде што тоа на некој начин се дуплираше. Мислам дека на денешниот состанок и тоа ќе го разгледаме, доколку имаме материјали и ни ги достават и доколку пристигнат на денешниот состанок и тоа ќе го разрешиме. Центарот, иако работи од март оваа година, зад себе остави голем број реализирани проекти. За наредната година во најголем дел проектите треба да представуваат продолжение на овогодинешните. Не би навлегувала во детали на целата листа, станува збор за повеќе од 60 на проекти, меѓутоа генерално значи станува збор за еден континуитет на работата на регионот од минатата година. Ако минатата година добивме најмногу средства за изработка на техничка документација, оваа година 2011 веќе тоа се проекти за реализација на таа техничка документација, значи делумна реконструкција, изградба и така натака. Покрај тоа има многу проекти кои се однесуваат на заштита на животната средина, на развој на туризмот, проекти кои што се од урбанистичко значење за општини кои што имаат физички допирни страни, нели кои што граничат и така натака. Пелагонискиот регион е на трето место по развиеност во државата, по Скопскиот и југоисточниот регион, па од тука и средствата кои ги добива Центарот од буџетот на Република Македонија за развој на регионите се пропорционални на тој степен на развој. Евалуацијата за степенот на развој на регионите се врши на секои 5 години.